Буџетот во собрание, буџетарите на улица. Меѓународниот монетарен фонд побара поголема дисциплина во трошењето на значително намалување на средствата за субвенционирање, директни или индиректни. Во овој мал редица на дилеми и провокации за вечерашниот соговорник, вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетичи. Господин Бетичи, деновиве рековте дека ќе ги зголемите блок тарифите за струја, веднаш по тоа како да стигна демант од првиот човек на регулатор, на кој рече дека нивниот опсек нема да се намали. Што е конечното решение? Ќе има зголемување на цената на струјата и дали оние кои се посиромашни или пониската тарифа треба да бидат загрижени од можното зголемување на цената на струјата и за колку? Кажав и пред некој ден и пак повторувам дека најголемиот број на корисници на електрична енергија во нашата земја не треба да бидат загрижени дека цената или ударот за било каква нова одлука за цена ќе биде на грбот на тие кои што во овој момент ние ги рачунаме како поголемиот дел од потрошувачите во земјата. И именно тие што се во блок тарифата 1 и 2 се некаде од прилика 97,8% од корисниците. Јас и тогаш и сега повторувам дека сметам дека е соодветно да се но секако регулаторна комисија за енергетика тоа треба да го каже дека во блок тарифата 3, таму кај што се поголемите корисници, и блок тарифата 4, дека треба да има одредени интервенции за да биде поголем офатот на тие кои што трошат повеќе и секако влегуваат во категориите на граѓани кои што и се поимотни. И затоа кажав дека може би неблагодарно некој за политичари да ја кажат вистината, но тоа што го почнавте вие во вашата емисија, едно од договорите кои што го направивме со Меѓународниот монетарен фонд е дека постепено ќе треба да се намалува субвенциите, но не кон граѓаните. Субвенциите кон тие кои што ја произведуваат електричната енергија наспроти и ја испорачуваат наспроти EVN Home, а тоа е електростопанството на електрани на Северна Македонија или попознато како ЕСМ. Но се со цел да на крај цената или негативните импликации, да ги кажеме, не паднат кај граѓаните. И затоа сметам дека не треба да бидат загрижени граѓаните. Менувањето евентуално на тоа што го најавувам би требало да биде за да се направи поправеден начин на тарифирање на електричната енергија на тие кои што имаат повеќе за да плаќаат приближно на пазарната цена. Како ќе се компензира и цената на парното, бидејќи и во овој дел има се уште се субвенционира дел? Па да, и како за електричната енергија, така и за топлинската енергија. Минатата година беше субвенционирање и ова најверојатно ќе биде донесена одлука на влада за субвенционирање по одреден процент на топлинската енергија. Се прават последните пресметки од ЕСМ Топлификација, која што го презема менеджирањето, раководењето со топлификацијата во градот Скопје и соодветно со последните пресметки ќе треба да се донесе соодветна одлука на влада. Регулаторна има веќе одлука за приближна за цена, но таа е не субвенционирана, така да мислам дека наредните 10 дена би требало пред да стигнат првите сметки кај граѓаните да има финална одлука за колкав ќе биде процентот на субвенционирање. Господин Бетичи, македонските плати и пензии се најниски во регионот, иако се надмина онаа граница од 600 евра просечна плата, сепак на сена подолг период, особено последниве 10 дена, имаме социјално незадоволство. Како ќе го амортизирате овој удар од постојан револт, инсистирање за зголемување на платата кај судската администрација, обвинителите, фондот за здравство и ред други? 2018, кога бев советник на тогашниот премиер Заев, но и понатаму како вице-премиер, секој сум кажувал дека недостатоците кои што се заради неносење на одржливи
одлуки од различни власти не може да ги преиначите и да ги надминете преку една ноќ. Немањето на системско решение за платите во јавниот сектор, последицата на тоа е ова што денеска го гледаме. Кога си поигрувате со судбината на поголемиот број на луѓето во јавниот сектор заради политички цели, ова е цената која што ќе имате на крај на денот. За жал, на сите во јавниот сектор, некој си поигрувал 20 на години со нивните судбини и нивните животи, затоа што евентуалното зголемување или добивање на надоместок соодветен, достоинствен за работното место и за нив како такви, го гледале само низ призмата на партиско-политички агенди, а не низ призмата на достоинството на секој еден граѓанин. И ние тоа сакавме да го сузбиеме и за жал не можевме во 2020 заради COVID, не можевме во 2021 заради економската криза и COVID последиците, не можевме во 2022 заради енергетската криза и почнавме во 2023. И после низа на години, децении неносење на општиот колективен договор, ние направивме джентлменски договор во општиот колективен договор. За прв пат има јасна методологија какви ќе бидат платите на јавниот сектор на наредните 20 години, се додека секако општиот колективен договор ќе треба низ години да се подобрува, но ја велам веќе е јасна визијата за какви плати треба да очекуваат вработените во јавниот сектор со новата методологија во општиот колективен договор. Во цел Бетичи, реалноста е сосема поинаква. Фактот е дека меѓу граѓаните постои незадоволство. Животниот стандард е драстично зголемен, ќе кажам, а платите се мали. Ќе кажам, значи да зборуваме со факти. И некогаш не сакам никого да обвинам, но за жал општиот колективен договор се донесе една година подоцна, токму заради тоа што едната страна во преговорите одлучи дека штрајкот е подобрата опција, не го преговорите. И тогаш се прекинаа преговорите и не имаше преговори се додека се вратија на преговарачката маса за да го постигнеме договорот. Се обидувате да ја префрлите тепината на другата страна? Не, апсолутно. Јас само сум човек од збор. Ние донесовме одлука, направивме договор во општиот колективен договор и сите вклучени страни рекоа дека ова е најдоброто што можеше да се случи. За жал, после месец дена го добивме ова што сега го добиваме. И ајде да ги видиме кои се фактите. Ќе ја земеме базната година која е да е. Еве во судство и обвинителство. Ќе земеме базна година во 2014. Од 2014 до 2023 за 77% се зголемени платите на службениците во судството. За 77%. Земете, видете инфлацијата низ години, ќе видите дека во суштина платите, порастот на плати е поголем него инфлацијата си во овие години. Ќе бидам многу директен. Дали ќе им излезете во пресрет на барањата на луѓето кои подолг период најавуваат зголемување на платите? Они добија зголемување на плати сега во септември. Целиот јавен сектор добија. Меѓутоа, лавината на реакции почна од моментот кога беа драстично зголемени за 78% платите на функционерите. Не беа зголемени за 78%, туку беа усогласени после одлука на Уставен суд, која што со претходна одлука на владата од 2011 беа замрзнати начинот на пресметка на платите за избраните и именуваните лица. И јас сум кажал, секоја среќа што Уставниот суд не донесе пресуда за укинување на таа одредба, за да не се вратиме да плаќаме наназад на избраните именувани лица платите кои што не им биле исплатени, туку едноставно се направи само усогласување. И таа е реалниот пораз на просечната плата низ години кои што се случувало и така се доби усогласување. Јас сум еден од тие кои што вели дека треба да има, заради секако реакцијата на сите, но и состојбите кои што ги имаме во државата, дека треба да имаме одредена интервенција во законското решење. Најмалку што можеме да направиме е да не
овозможиме следната година да има пораст на платите на избрани именувани лица заради методологијата за пресметка на платите. Такви се ветувањата на министерот за финансии дека во март идната година нема да има зголемување. Таков е и буџетот кој што е отиден и затоа што имаме веќе договор дека нема да има секако зголемување, но јас искрено сметам дека може да има одредена дури и сегашно намалување, можеби не на нивото на кое што претходно беа, затоа што треба согласност од различни чинители на општеството, вклучувајќи и судство и обвинителство и така натаму, и затоа сметам дека секое друго решение е подобро него сегашното решение. Но тие пари мора да отидат кај тие што се најранливи категории кои што највише им е потребно. Пак ќе се вратам на протестите. Јас кажувам дека местото на преговори е долгорочни системски решења, а не адхок решења за да се умили 10 или 15% од секторот. Јас сум сигурен дека во овој момент и да седнеме и да кажеме дека ќе даеме дополнителни 10%, за 2 до 3 месеци ќе имаме ново барање за дополнителни 10 или 15%, можеби не од истите, туку од нивни колеги од друг сектор, и тоа е лавина на која што никогаш нема да стигнеш. Фактот дека постигнавме системско решение е одговор токму на тоа што се боревме. Еве ќе земаме една друга категорија на граѓани кои што сметам дека конечно достоинствено почнуваме да им го решаваме проблемот, а тоа се пензионерите. После низа на години донесовме законско решение со кое што резултатите се дека заради системското решение ги вадиме од нивото на сиромаштија и го подобруваме животниот стандард. И фактите се еве ги неспорни. Ако во март 2021 година со тогашната методологија за усогласување на пензиите, просечната пензија на пензионерите била 15.664 денари. Заради немање на методологија, законско решение како што сега го имавме, они во септември добиле 15.872 или просечната пензија е зголемена само за 200 денари. За да после носење на методологијата, во март 2022, просечната пензија веќе се качува на 16.380, за да во септември 2023, значи март 2022, септември 2023, просечната пензија се искачува на 20.122 денари. Значи, за цели 5.000 денари изголемување на просечната пензија во неполни 2 години. Ова е резултат на дефинирана методологија, законски одржлива методологија која што конечно ќе го врати достоинството на пензионерите во нашата држава. Сега еве еден друг број кој што е неспорен, но никој не сака да го збори. Ајде да видиме колкав е бројот на пензионери пред воведување на методологијата до така наречениот праг на сиромаштија. Во 2021 корисници на пензија до прагот од 14.000 кој што го зема Светска банка како праг на сиромаштија во нашата земја, корисници на пензија биле над 160.000 пензионери. За да во септември 2023 тие се само 86.000. Значи, за скоро двојно е намален, за 50% е намален бројот на пензионери кои што оттишле над прагот од 14.000 денари. А да не кажувам дека 60.000 е бројот на пензионери кои ја надминувале, ја поминале границата на просечната пензија на 20.000. Ова се вистинските резултати. Мораме домачински да се однесуваме кон државата, да си ја сакаме и да си ја негуваме. А тоа е дека секој мора соодветно да им се решава проблемот и достоинствено да се третираат. Пензионерите да се третираат достоинствени, вработените во јавниот сектор да се третираат достоинствени. Но при тоа треба една работа да не забравяме. Кога сме вработени во јавниот сектор, ние сме на служба на граѓаните. Не се најбитни луѓето кои што се вработени во јавниот сектор. Најбитни се граѓаните дали се задоволни со нашите услуги. И кога јас ќе кажам дека граѓаните не се задоволни од услугите во здравство, во образование, не го кажувам јас, тоа го кажуваат граѓаните. Јас сум еден граѓанин кој што ги користи истите услуги. И не може
да од другата страна добијам одговор дека како вице-премиерот не повикува. Да, затоа што истото го барат од мене. Го барат решавање на проблемот од мене како вице-премиер за луѓе кои што велат дека го заслужуваат. Јас велам, секој еден граѓанин на нашата држава заслужува квалитетни услуги во нашата земја, независно во кој сектор Господин Бетичи, дали знаете зошто граѓаните се незадоволни од администрацијата, од гломазната администрација, од неефикасните институции? Дали е тоа резултат пред се на партизацијата на институциите, од ваше време, па и од времето на владата на Груевски? Од моје време сигурно не. Партизацијата на јавниот сектор е последица на недоволното и недржавничко однесување на тие кои што со децении владееле во нашата земја, а тоа не е СДСМ. Во ред, меѓутоа, немојте да заборавите дека веќе 7 години сте на власт. Да, од кои што 4 години во крајни кризи, во кои што секако секоја една реформа не може да се направи без еден јасен компромис и консензус помеѓу политичките чинители. Знаете исто така, и сме го разговарале заедно во низа на емисии, дека ние за жал и во време на кризи немавме разбирање дека е потребно да се донесат мерки за нашите граѓани, затоа што очекуваа дека од тоа ќе имаме политички бенефит една партија наспроти друга партија, а замислете ги носевме мерките за помош на граѓаните. И затоа да, се согласувам дека мора да се стави ред, конечно во јавниот сектор, дека треба да се намали партизацијата, дека треба да се намали вкупниот број на вработени во јавниот сектор, да се зголеми продуктивноста и да се зголеми ефикасноста. Буџетскиот дефицит и натаму е поголем од капиталните расходи. Во изминативе 3 години не се почитувало златното буџетско правило. Оцени деновиве даночниот експерт Павле Гацов. Што е вашиот став во однос на ова? Различно гледиште, затоа што мислам дека до минатата година не беше скоро воопшто возможно да се почитува златното правило. И наназад, враќајќи се наназад, може 5 години, ево во наше време на владење, ама може да се вратиме и 10 години во владење и на ВМРО, може и 15 години наназад во владење на ВМРО, и ќе видиме дека никош не се почитувало златното правило, за да дојдеме во година на криза, во 2023, конечно, во почитување на златното правило, ама јас велам да го почекаме крајот на годината. Во овој момент, еве, ги споредува податоците после изјавата на господинот Гацов и денеска сме на 70% реализација од капиталните расходи, капиталните инвестиции, веќе на ниво од 3 милиарда 145 милиони денари или приближно над 510 милиони евра, што е повеќе од вкупниот дефицит оваа година во реализација. Но јас ќе почекам крајот на годината за да потврдиме дека императив на сите реформи, системски реформи кои што се направени, ќе биде да златното правило се испочитува, но ја не велам дека треба да се зборува за златното правило. Тоа треба да биде императив на секоја една влада, на секоја институција и на луѓето кои што таму работат. Треба да биде впрегнато во начинот на како они зборуваат, размислуваат и работат. Следите тренинг со говорник е вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетичи. Постои соведен политички квалификатив дека ДУИ ги контролира инфраструктурните објекти, а СДСМ енергетските проекти. Зошто се одлучивте за Чебрен да се даде на грците и дали не успеавте или не можевте да успеете да обезбедите средства од ориентацијно 100 милиони годишно за сепак тоа да биде македонски капацитет? Прво, неколку сузбивање на митови или предрасуди кон Чебрен. Овој тендер, јавна постапка за градењето на Чебрен е 14-тиот поред. Значи имало 13 обиди претходно, повеќето од јавните постапки се во времето на ВМРО. И најверојатно не можеле да се договорат
кој треба да го добие тендерот, заради тоа што имаме едно такво искуство со едно такво автопатско решение на договарање. И ние немавме. За нас императив беше дека Чебрен е битен за енергетиката во нашата земја, за зелената транзиција и како таков мора да биде направен. И затоа имаше јавен повик. Чебрен е проект кој што чини некаде отприлика 1,1 милиарда. Ги слушавме сите чинители, сите засегнати страни, сите експерти и затоа одлучивме дека нашиот влог ќе биде минимален. Затоа рековме дека нашиот влог нема да биде од првиот ден од потпишување евентуално на договорот за градење на Чебрен, туку ќе биде од кога ќе биде изграден, за да видиме реално дека навистина проектот ќе го има и затоа тоа што е вториот мит кој што треба да го сузбијаме дека секоја се размислувало за Тиквеш како влог во проектот Чебрен, ние ќе го даваме 3 месеци од кога проектот ќе биде пуштен во функција. Рековте дека сте се консултирали или дека го ги слушате реакциите на научната и експертската јавност околу Чебрен, но пораките од дел од експертите велат дека решението или одлуката да се даде на странски инвеститор не е баш најповолното или најдоброто решение. И дека тоа сепак можело да биде македонски. Да остане во рацете на македонските. Тој останува во рацете на македонската влада затоа што нашата страна, македонската влада преку ЕСМ се здобива со 33% од сопственоста на Чебрен, без при тоа значително да внесе финансиски средства како издаток во тешки времења на кризи како што сме сега. Секако јас секогаш сум отворен да кажувам и да ги прифаќам советите, но прашањето што е логично прашање зошто тоа не се направило пред 15 години ако било толку лесно за било која влада да направи таков еден сериозен проект. Дали можеби не веруваме дека има доволен капацитет за проектирање на таков масивен објект во државата, па затоа се бегало да не се изгради, затоа што ова не е проект кој што денеска ние го проектиравме, па го пуштивме, туку 32 години слушаме за Чебрен, а никогаш до сега не успена ниту една влада приближно да го доведе до фаза на реализација како што ние го доведовме. Затоа што за нас клучно е дали ќе креираме иднина за целосната енергетска транзиција и стабилност за следните генерации или ќе продолжиме да водиме политика и партиски превирање како што некој сакал тоа да го направи. Да видиме, да оставиме на времето да видиме дали ова е паметна одлука. Јас ви гарантирам дека ова е една од попаметните одлуки во независна Македонија во 33 години. Дали алчност ја креира политиката на власта по профит со власта заштитени од криминал? Секој индивидуално. Сметам дека таа индивидуална категорија кој што луѓето или ја имаат или ја немаат. Веројатно, ако сакаме да споредиме тоа што се случуваше во 12 години на владење, кога гледавме како никнуваат бели палати и различни објекти кои што не водеа никаква придобивка за обичниот граѓанин, сметам дека вашата констатација е таа, дека во суштина алчноста на тие кои што доаѓаат на власт за личен профит било нивен императив, ама тоа било во времето на ВМРО-ДПМН. За да сега јас знам дека јас и моите колеги секојдневно работиме за да подобриме работи кои што во недостиг на таков државнички капацитет во изминатото треба ние тоа да го направиме. Но за жал, времето не гази, а секако алчноста останува како категорија што е лична и спаѓа во тоа што јас секогаш се повикувам, а тоа е лична одговорност наспроти колективна одговорност. Ставивме акцент на економијата, на крајот две политички прашања, председателски и парламентарни избори. Дали на следните парламентарни избори ќе има предизборна коалиција со ДУИ?
Прво, има низа на прашање. Ние како политичка партија имавме став дека треба да имаме одвоени избори, а тоа е првично председателски па после парламентарни, но ние го покажуваме нашиот демократски капацитет за да разговараме со сите други политички чинители, дури и со опозицијата, која што е несвојствено научена дека треба да седнува и да преговара и разговара. И затоа дури сме спремни да, ако на преговарачка маса, вчера веќе председателот на владата и председател на политичката партија СДСМ најави дека во декември ќе има преговори за датумите за председателските избори и дискусија дали може да се заеднички изборите. И сметам дека тоа покажува нашиот демократски капацитет за да преговараме. Не својствено за другите партии, пак ќе кажам. Сега да се вратам на вашето прашање, дали со ДУИ. Јас велам, зошто не со ДУИ, со Алијанса и со сите проевропски сили во нашата земја. Затоа што следните избори ќе биде битка помеѓу нашата европска иднина, иднината на нашите деца, наспроти враќањето назад, некаде каде што не знаеме која иднина ќе треба да ја избереме. Дали Фатмир Бетичи ќе биде премиер на прашинската влада? Јас сум кажал на неколку наврати дека ако, бидејќи тоа е договор коалицијски помеѓу двата поголеми коалициони партнери, а тоа е Социјалдемократскиот сојуз и Демократската унија за интеграција, ако евентуално се бара профил како што Фатмир Бетичи овие години го има изградено и покажано, и таков профил треба да биде поставен, јас сум спремен да одговорам позитивно, но секако не под цената само затоа што сум албанец. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам и вам за поканата. Гостин во Триник и соговорник беше вице-премиерот за економски прашања Фатмир Бетичи. По кратката пауза за реклами следуваат и останатите содржини за ово издание на Триник.